За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите тавата на баба Ленка. Прво ја сечеме коленицата на половина. Ја ставаме во тенџере со вода на оган да се вари. Во водата го додаваме ловровиот лист. Го затвораме тенџерето со капак. Оставаме коленицата да се вари околу 1 час. Во меѓувреме, зелката ситно ја сечкаме. Потоа ја пржиме во тава на оган со загреано масло. Нарасуваме мелен црн пипер. Ја затвораме тавата со капак. Откако зелката ќе се запржи, го додаваме црвениот пипер. Промешуваме. Од свареното месо ги отстрануваме коските. Месото со 2 вилушки го делиме на парчиња. Компирите ги сечкаме на тенки кругови. Ги редиме во земјана тава за печење. Врз компирите редиме од запржената зелка. Врз зелката додаваме од парчињата месо. Прекриваме со преостанатата зелка. Во тавата ги додаваме и преостанатите парчиња месо. Прекриваме со преостанатите кругови компири. Потоа во тавата додаваме 2 црпалки од течноста во која се вареше коленицата. Тавата ја ставаме во ревна. Печеме 45 минути на температура од 210 степени. Во длабок сад ги кршиме јајцата. Ги посолуваме. Ги матиме со вилушка. Со изматените јајца ја преливаме содржината во тавата. Тавата ја враќаме во ревна. Печеме уште 20 минути на истата температура. Од тавата на баба Ленка ставаме начинија за сервирање. Украсуваме со гранче француски макдонос. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 2 часа. Добар апетит!